Добро дојдовте на ново Едуино видео упатство. Јас сум Ема Близновска и во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Безбедноста на интернет може да биде голема дилема во ова дигитално време, особено за оние од вас кои досега немале профили на социјалните мрежи и немале никакво интернет присуство, освен можеби имејл адреса. Ова видео ќе ви помогне да се чувствувате безбедно на интернет и да се осигурате дека се што споделувате е безбедно. Реалноста е дека интернетот го менува светот и можеби дури пропуштате можности да ги направите вашите часови уште поинтересни и позабавни затоа што избегнувате интернет алатки. Доколку сето ова е поради вашата безбедност, време е да се осигурате дека сте безбедни. Првата тема која ќе обработиме во ова кратко видео упатство е правила за користење, односно колку е важно да се читаат правилата за користење. За да знаете кои ваши податоци ги складира одредена апликација, алатка или социјална мрежа, многу е важно да ги читате правилата за користење. Доколку не сакате да читате документи кои се предолги, доволно е да побарате на Google кои податоци ги складира одредена веб страна за вас. На овој начин може да одлучите дали некоја веб страна е во ред за вас или пак не сакате да имате никакво присуство на истата поради податоците кои таа ги складира за вас. Сите знаеме дека во ова дигитално време за нашите ученици е полесно тие да стапат во контакт со нас, и затоа е многу важно да разговараме за темата контакт надвор од училница, односно како безбедно да имаме контакт со нашите ученици. Најпрво одлучете кога вашите ученици и нивните родители може да ве контактираат за прашања и помош, односно office hours. Барајте од учениците да го почитуваат ова ваше време, а доколку не го прават тоа, исклучете ги вашите известувања на телефон и на компјутер и одговорете им на нивните прашања само во периодот кој сте го определиле во договор со учениците. Исто така, друг важен момент е да одлучите дали сакате да бидете пријатели со вашите ученици на социјалните мрежи. Доколку се одлучите за да, пред секој објавување на било каква слика или објава, размислете за тоа како истата може да влијае на вашата улога во училницата. Доколку се одлучите за не, понудете им на учениците други можности каде што тие можат да стапат до вас, како што се пораките на Microsoft Teams, кој сега се користи за учење на далечина во нашата држава. Кога зборуваме за контакт со учениците надвор од училницата, многу е тешко, а да не ги споменеме социјалните мрежи за контакт со учениците. Најпрво ќе го споменеме Facebook, односно социјалната мрежа Facebook, која што е многу користена за приватни, односно тајни групи на Facebook. Ова не е најбезбедна идеја, затоа што доколку сакате да бидете дел од групата, која што вашите ученици или еден од вашите ученици ја направил токму за оваа намена, за вие да бидете дел од неа и за тие да може да ги гледаат материјалите кои вие им ги објавувате, најмалку еден ученик мора да ве има во неговата листа на пријатели за да може да ве додаде во истата група. Доколку еден ученик ве има во таа листа на пријатели, повторно се враќаме на истата тема дека мора да ги обмислите сите ваши објави, сите ваши слики и како тие може да влијаат на вашето место и вашата улога во училницата. Слично на Facebook е и Viber. Viber групите се исто така една многу популарна опција за контакт со учениците. Слично како и Facebook, создавањето на група на Viber повторно не е најбезбедна опција, затоа што така сите ваши пријатели ќе го имаат вашиот приватен телефонски број. За најголема безбедност, најдобро е да се користат алатките чија намена е направена за образованието, односно чија примарна намена е образованието, како што се Edmodo, Google Classroom и Microsoft Teams. Не заборавајте дека групите на Facebook за наставници не се безбедни и вашата содржина на вашиот приватен Facebook профил не е безбедна. Секако,
тој еден ученик што ве има за пријател, односно ве има во неговата листа на пријатели, може со опцијата за слика на екран, скриншот, да ги испрати сите ваши слики и објави на неговите соученици. Нормално, уште една и дури најкласична можност за контакт со учениците е имејл адресата. Користете различни имејл адреси за различни намени. Тоа е најдобриот совет кој ќе го добиете. Една имејл адреса за контакт со ученици, втора имејл адреса за деловни контакти, трета имејл адреса за приватни пораки. На овој начин не само што вашите пораки ќе бидат безбедни, доколку еден од вашите профили, односно една од вашите имејл адреси биде хакната, туку и вашите пораки ќе бидат многу поорганизирани и за вас ќе биде полесно да најдете се што ви е потребно со само неколку клика. Ете, имаме еден пример како еден човек може да има повеќе имејл адреси и како тоа може да биде корисно. Како за учениците, така и за вас е многу важно да имате силна лозинка. Сите знаеме што е лозинка, тоа е низ од бројки, букви, символи и специјални карактери, која ја користиме за да добиеме пристап до нешто што е наше и приватно. Затоа е многу важно да имаме силна лозинка која секогаш ќе не штити. Најпрво измислете фраза или реченица која нема некое посебно значење. Најсилната лозинка ќе биде онаа која има зборови или варијации на зборови кои немаат никаква поврзаност. Најдете некоја фраза ваква и убедете се во неа да најдете некаква поврзаност со цел полесно да ја запомните. Никогаш немојте да користите датуми на раѓање на вас или вашите блиски или пак места на раѓање. Ова се работи кои што се лесни за погодување. Некои од буквите во вашата лозинка нека бидат големи, некои мали. Направете некоја шема или создадете своја логика зошто некои се мали, а некои големи. Додадете некој символ или интерпункцијски знак за дополнителна безбедност. Не заборавајте дека е многу важно да имате различни лозинки за сите ваши кориснички профили, како и кориснички сметки, затоа што доколку некој се обиде да влезе во еден од вашите кориснички сметки, ќе знаете дека останатиот дел од нив се безбедни. И нормално мора да знаеме и како да провериме дали некоја веб страна е безбедна, и токму тоа е темата која што сега во моментов ќе ја обработуваме. Доколку вашиот веб прелистувач е Google Chrome, тука може да погледнете еден пример за безбедна веб страна, а сега и ќе го објасниме. На Google Chrome, ако кликнете на малото катанче кое што се наоѓа на лентата до самиот линк, односно URL, ќе може да видите информации за безбедноста на веб страната која ја посетувате. Ова катанче ќе ви каже дали сертификатот за безбедност на страната е валиден, дали лозинките и личните податоци кои ќе ги внесете на таа страна се безбедни и заштитени. Уште еден начин да проверите е доколку на самиот линк постои едно вакво S, кое што всушност означува дека оваа веб страна го има оној сертификат за безбедност кој што во овој момент ги чува овие веб страни најзаштитени. На сличен начин како за безбедна веб страна, Google Chrome ќе ве опомене за небезбедна веб страна, односно пред воопшто да може да влезете на неа, Google Chrome ќе ве праша дали сакате да влезете, дали сте сигурни дека сакате да ризикувате. Останатите веб прелистувачи функционираат на сличен начин. Ако сакате да бидете уште побезбедни, разгледајте дали страната има содржина каква што очекувате да има. Дали содржи нападни реклами во форма на pop-ups, реклами кои се отвараат без да кликнете нешто. Исто така, уште два знаци кои што се многу лесни за препознавање, кои што ќе ви помогнат да препознаете дали некоја веб страна е безбедна, се синтаксичките и граматичките грешки, затоа што ако некоја страна е безбедна и ако е доволно добро направена, не би очекувале да има на неа граматички и синтаксички грешки. Доколку вашиот веб прелистувач ве опоменува дека можеби постои можност да има некаква опасност ако продолжите кон веб страната, не се препорачува да
споделувате лични податоци на истата. Веб страни кои содржат едукативни содржини може да бидат мета на напади на хакери токму поради фактот што никој не смета дека некој би се обидел да влезе на едукативна веб страна. Затоа, внимавајте кои веб страни ги отварате, дури и кога истражувате содржини за на час. Се надевам дека научивте нешто ново од ова кратко видео упатство. И се надевам дека советите кои што ги слушнавте ќе ги применувате. Ви благодарам на вниманието.